годишницата од дебито на веќе легендарниот Fiat 500, Fiat се враќа назад во Торино. Легендарната фабрика Mirafiori ги отвара своите врати и ја представува на јавноста новата производна линија која ќе се користи за склопување на хибридната верзија на најиконскиот производ на сите времиња Fiat 500. Производството на хибридната 500 треба да започне овој ноември, а целта е до крајот на годината да се произведат околу 5000 примероци. Оваа фаза, де факто, е почетен чекор во комплетното ревитализирање на фабриката во Торино, која би требало да произведува околу 100.000 автомобили годишно. Во контекст на овој настан, Оливие Франсоа, генералниот директор на Fiat, изјави дека враќањето на моделот 500 хибрид во Mirafiori представува остварување на ветувањето. Оваа фабрика, како што додаде, не е само производна линија, таа е дом на Fiat, срце што чука од 1957 година, кога и започна приказната на брендот од Торино. Во ноември, компанијата планира да издаде и специјална едиција 500 Торино, посветена на градот, работниците и корените на Fiat. Како што заврши Франсоа, Торино е Fiat, а Fiat е Торино. Затоа и лансирањето ќе се случи токму во овој град. Моделот ќе биде достапен во 3 конфигурации, како класичен хетчбек, компактен и идеален за возење низ градот, како иновативен 3+1 со посебна трета врата прицврстена на сопатничкото место за полесен пристап кон задните седишта и на крај маркантниот кабриолет, единствен кабриолет во сегментот, кој ќе понуди максимално уживање во возењето со отворен покрив. Под хаубата ќе чука италијанско срце, 1 литарски благ хибриден мотор спарен со 6 степена мануелна трансмисија. Електричниот систем од 12 волти ја подобрува ефикасноста на горивото и нуди мазно возно искуство. Моделот, сосема очекувано, ќе биде силно конектиран и опремен со многу технологија, со прилагодлив 10,25 инчен екран чувствителен на допир, засилен со 7-инчен дигитален дисплеј. Автомобилот ќе биде опремен со Apple CarPlay и Android Auto за безбедна интеграција со мобилните телефони. Внатре, новиот 500 хибрид ќе биде опремен со повеќе напредни ADAS системи кои гарантираат безбедност во урбаните средини, како што се итно сопирање во случај на опасност, асистент за одржување правец во коловозната лента, препознавање на сообраќајните знаци и други елементи на напредната и пасивна безбедност.
За кинескиот производител на автомобили BYD, неколку топ вести во 2025 година го привлекува вниманието на автомобилската јавност во Европа. Прво, во месец април оваа година, BYD со 7231 продадена единица за прв пат во историјата на европскиот континент продаде повеќе електрични автомобили од американската Тесла. Второ, во само една сделка овој јуни на финската каршеринг компанија Finn, BYD и продаде 5000 автомобили. Трето, BYD својата централа од Холандија ја пресели кај лошото момче од Европската Унија, Виктор Орбан, во престолнината на Унгарија во Будимпешта, каде се привршува и првата фабрика во градот Сегет, каде треба да се произведуваат електричните автомобили на кинеската марка. По Сегет, следната точка на која BYD ќе се тапира фабрика е Турција. Четврто, BYD ги урна сите рекорди во продажбата во Велика Британија и со 20.000 продадени автомобили заклучно со јуни 2025 година ја дуплираше својата продажба споредено со целосната претходна 2024 година. Петто, BYD International овој јули стана официјален спонзор на фудбалскиот клуб Интер од Милано. И шесто, само 2 години по официјалното лансирање, BYD успеа да продаде 1 милион примероци од најмалиот автомобил во палетата Dolphin Surf. Овој прилог го посветуваме токму на него, на најмалиот електричен автомобил во палетата на BYD. Модел што во Кина го носи името Seagull, во Латинска Америка Dolphin Mini, а кај нас во Европа беше неодамна промовиран под името Dolphin Surf. Електричниот автомобил BYD Dolphin Surf е долг 3990 мм, широк е 1720 мм и висок 1590 мм. Димензии кои му даваат совршени можности да се маневрира лесно и флексибилно во градскиот метеж, тесните улички и малите места за паркирање. Основниот модел во Европа го носи името Active, со спарени батерија од 30 киловат-часа и мотор од 65 киловати, додека варијантата Boost има иста моќност, но поголема батерија од 40,2 киловат-часа, која му дава на автомобилот автономија од 322 км со полна батерија. Највисокото ниво на опременост, наречено комфорт, ја има поголемата батерија, која ја спарува со најјакиот мотор во класата од 115 киловати или 220 Ньютон метри, кој од 0 до 100 км на час забрзува за само 9,1 секунди. Во стандардната опрема кај секој Dolphin Surf ќе најдете 10,1 инчен ротирачки инфотейнмент систем, кој може да се ротира, задни паркинг сензори и задна паркинг камера, дневни LED светла, влез во автомобилот без клуч, адаптивен темпомат или круз контрол, клима и ретровизори со електрично подесување. Моделот Boost има и поголеми 16-инчни алуминиумски тркала, електрично подесување на предните седишта, бришачи на стакло на сензори и ретровизори со електрично склопување. Експлозивниот раст на брендот и особено на продажбата на малиот Dolphin Surf сигурно ќе им ги измеша сметките на многу други европски и светски конкуренти во оваа класа.
Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down from the sleepless night. Германската компанија Porsche прослави убав јубилеј за еден од своите најпродавани автомобили на сите времиња. Од фабриката во Лајпциг се стркала милионитиот примерок на компактниот SUV Porsche Macan, кој започна да се произведува пред 12 години. Ова е одличен успех за германскиот бренд ако се земе предвид фактот дека на моделот 911 му требаа дури 54 години за да стигне до првиот милион, а Cayenne до магичната бројка стигна за 18 години. Милионитиот примерок на Macan беше Macan 4 Electric во светло-сината боја Frozen Blue Metallic. Јубилејниот примерок беше опремен со електричен мотор со моќност од 300 киловати или 408 коњски сили со максимална брзина до 220 км на час и кој од 0 до 100 км на час забрзува за 5,2 секунди. Инаку, во 2024 година, во втората генерација на Macan, започна да се произведува и комплектно електричен погон,
заедно со хибридниот и погонот со мотор на внатрешно согорување. Porsche, компактниот SUV во Соединетите Американски држави, се уште го произведува и продава со мотор со внатрешно согорување, но и за тој пазар веќе е најавено дека бензинците наскоро ќе бидат исфрлени од производство и ќе бидат заменети со електрични. Инаку електричниот Макан веќе представува околу 60% од вкупното производство, зашто веројатно сериозно влијае и фактот дека на европскиот пазар повеќе не се продава бензинскиот модел. чешкиот производител на автомобили Шкода, која од 1994 година дише и работи под капата на Volkswagen Group, формира една млада, симпатична екипа на авантуристи и направија интересен видеозапис со своите два исклучително популарни автомобили Шкода Октавија и Шкода Карок со погон на сите тркави. За своето патешествие овој пат беше избрана Албанија, со своите тесни ридско-планински патеки, мирни езера и прекрасно сино море. Релјеф, природа и средина во кои идеално може да се истакнат сите компаративни предности на автомобилите на Шкода,
кои имаат одлични својства на асфалтот и во урбаните средини, исто како што доминираат и на офроуд патеките покриени со земја и камен. Како што истакнуваат од Шкода, за оваа авантура е избрана Албанија како земја во која брендот постои и се продава од далечната 1950 година и се уште е исклучително популарен бренд со пазарен удел од одлични 12%. А избрани се токму Октавија и Карок како возила кои имаат одлична популарност и кои само минатата година заедно се продадоа во бројка од 325.000 единици, што представува 35% од вкупната продажба на Шкода во глобални рамки. Впрочем, модерната Октавија, која беше лансирана во 1996 година, до сега е продадена во одлични 7,5 милиони примероци, што ја прави вистински бестселер и легенда во рамки на брендот. Со своите продажни бројки таа е во листата на топ 10 најпродавани автомобили во Европа и лидер во класата на компактни автомобили. Сериозни бројки од продажбата отпаѓаат на Октавија Комби или караванската изведба, во која моделот доминира во Европа. И токму поради тоа, оваа есен луѓето од Шкода планираат да објават нов концепт кој треба да ја нацрта иднината на караванските автомобили произведени во Чешка. И Карок, според своите продажни резултати, е веднаш зад Октавија. Од официјалното лансирање во 2017 година до денес, тој се има продадено во импресивни 800.000 примероци. Октавија е опремена со бензинскиот мотор 2.0 TSI со моќност од 150 киловати или 204 конјски сили и погон на сите тркала. Октавијата со погон на сите тркала има максимална брзина од 228 км на час, а од 0 до 100 км на час забрзува за одлични 6,6 секунди. Максималниот вртежен момент е 320 Нм, благодарение на кој силата се дистрибуира секаде и секогаш кога е тоа потребно, на предната или задната оска, како и на секое тркало поединечно, кога има потреба од поголема моќност во таа точка. Кај SUV моделот Карок можете да изберете помеѓу 2-литарскиот бензински TSI мотор со моќност од 140 киловати или 190 конјски сили, или пак 2-литарскиот TDI дизел мотор со моќност од 110 киловати, односно 150 конјски сили. Бензинскиот Карок од 0 до 100 км на час спринтира за 7 секунди и достигнува максимална брзина од 221 км на час. Двата модели во својата 4x4 варијанта се особено практични за сите клиенти со авантуристички стил на животот. Имаат електрично склоплива кука со која може да се транспортираат приколка или трейлер, држачи за велосипеди и друга опрема. Во оригиналната дополнителна опрема може да се порачаат и душек на надувување, кој може да послужи како удобна постела кога ќе се спуштат задните седишта, вреќа за спиење, мобилна скара, ладилник или термофор за одржување на температурата на пијалоците, а секако за камперите на располагање може да се стави и специјален шатор кој е мобилен и се поставува на кровот од возилото. Двата модели имаат сериозен безбедносен пакет на опрема, како што се преден асистент со заштита на пешаци, асистент за заштита на екипажот, асистент за патување, страничен асистент. На своето патување низ Албанија, авантуристите застанаа на Скадарското езеро, каде посетија неколку знаменитости и замоци, а подоцна можеа да уживаат во водите со своите суп даски. На крајот, што поубаво од вечера и дружба покрај езерските води. Следниот ден караванот уживаше во восхитувачкиот планински предел,
на албанските Алпи со врвови до 2000 метри надморска височина. На третиот ден пак можеше да се тестираат и офроуд перформансите на Карок, движејќи се по земјената патека до мостот Ура Емесит, изграден во 1770 година, пошто екипата се упати кон аеродромот во Тирана. Видеоматеријалите се сведок дека ова забавно патување на екипата на Шкода во Албанија помина во најдобар можен ред.